Вкусно! Малолетничката деликвенција и врсничкото насилство бележат пораст. Според психолозите и социолозите, булингот е најприсутен кај адолесцентите. Стравот, срамот и чувството на безпомошност што ги остава насилството бараат навремена реакција на институциите. Но според експертите, општеството се уште нема доволно јасен однос кон малолетничката деликвенција и најчесто се реагира откако ќе се случи сериозен инцидент. Упатувањето на детето во воспитно поправен дом значи негово извлекување од неговата природна средина. А негова природна средина е семејството. Сепак семејството е главниот фактор и затоа таа мерка се применува исклучително ако нема шанса ниту со засилен надзор во семејството, ниту евентуално од некое друго семејство, детето да се тргне и да се стави сепак за него едни ненормални услови како што е воспитно поправен дом, кај што неговите слободи и права, да речем, се доста ограничени и подлежи на еден заострен така превоспитен третман. Од Министерството за правда велат институциите мора да реагираат одлучно, согласно Законот за правда за децата. Потенцираат дека акцентот мора да биде ставен на превенцијата. Сепак, мислам дека поголемо внимание треба да посветиме на превентивните мерки. Ова особено се однесува на родителите, на училиштата, на стручните служби, центрите за социјални работи и сите целокупното општество со цел да спречиме вакви појави да се повторуваат во иднина. Додека јавноста ја потресуваат видеоснимки на врсничко насилство, статистиката бележи расти на малолетничката деликвенција. Според Државниот завод за статистика во 2025 година, бројот на пријавени деца во судрж со законот е зголемен за 3,9% во однос на претходната година. Председателката на Индија Друпади Мурму престојува во 3-дневна официјална посета на Македонија. Станува збор за прва посета на шеф на индиската држава на нашата земја. Утре 22 јули, според официјалната агенда, председателката Мурму ќе го посети Охрид, каде ќе ги разгледа културно-историските знаменитости и манастирскиот комплекс Свети Наум. Поради посетата во Охрид се воведени засилени безбедносни мерки, посебен режим на сообраќај и зголемено присуство на полициски службеници. Од СВР Охрид информираат дека полициската станица за безбедност во патниот сообраќај од вчера интензивно презема мерки за регулирање и обезбедување на сообраќајот пред се на булеварот Туристичка, но и на останатите улици и патни правци каде не е дозволено запирање и паркирање. Сообраќајните мерки ги опфаќаат и магистралните, регионалните и локалните патишта кон Свети Наум, како и улиците, паркиралиштата во централното градско подрачје и стариот дел на Охрид. Од СВР Охрид апелираат граѓаните да ги почитуваат насоките и наредбите на полициските службеници, а моторните возила да ги користат само доколку е неопходно или каде што е можно да изберат алтернативни начини на превоз. Од општина Охрид ги информираат жителите на село Велгошти, како и сите граѓани кои гравитираат и се движат на овој потек, дека од денес па во наредните неколку денови ќе се изведуваат градежни активности на патниот правец од пресекот со улицата 15 корпус до селото Велгошти. Од локалната самоуправа апелираат до возачите и пешаците да бидат внимателни при движењето по оваа улица. Од Царинската управа информираат дека преку Оделението за оперативни работи при секторот за контрола и истраги во наредниот период ќе се спроведуваат зајакнати теренски контроли на пловните објекти кои се користат на Охридското езеро. Контролните активности, како што посочуваат од управата, ќе бидат насочени кон проверка на тековниот царински статус на пловилата и исполнетоста на законските обврски согласно царинските прописи. Од таму ги повикуваат сите сопственици и корисници на пловила за кои не е спроведена соодветна царинска постапка, истата да ја регулираат во најкус можен рок. Од Царинската управа предупредуваат дека сите пловни објекти кои при контролата ќе бидат затекнати со нерегулиран царински статус ќе бидат предмет
предмет на соодветна законска постапка. Во тие случаи ќе бидат преземени мерки за утврдување на обврските, како и привремено задржување на пловилата, се до нивно целосно исполнување согласно законските овластувања. Дополнително посочуваат дека предмет на контрола ќе бидат и пловни објекти на нерезиденти чија употреба е регулирана со дозвола за привремен увоз. По истекот на дозволениот рок, пловилата мора да го напуштат царинското подрачје или за нив да биде спроведена соодветна царинска постапка. Воедно ќе се проверува исполнетоста на условите за управување со пловилата, односно дали тие се управувани исклучиво од лица кои имаат законско право на тоа. Од Царинската управа потенцираат дека продолжуваат со редовни контролни активности со цел обезбедување доследна примена на прописите за привремен престој и користење на странски пловни средства. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска сончево и топло време со мала до умерена локална облачност во попладневните и вечерните часови со услови за локална нестабилност со дожд и грмежи. Дуваше умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Максималната дневна температура се искачи до 33 степени. Утре во Охрид променливо облачно со сончеви периоди ќе има локална нестабилност со дожд, грмежи и засилен ветар. Утринската температура од 17 степени, а максималната дневна до 30 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од минимални 12 до максимални 33 степени. До петок под влијание на серија на влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследено со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок ќе има пообилни врнежи од дожд. Поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе опадне.